Тимот специјалисти од скопските клиники повторно ќе утврдува состојбата на сите кои беа повредени во трагедијата во Кочани. Од утре па до крајот на неделата во Кочанската болница докторите ќе прават поединечна евалуација на оние кои биле хоспитализирани во странство, но и лицата што беа лекувани во македонските болници, пошто ќе знаат дали некој има дополнителна потреба од рехабилитација или ортопедски помагала. Ќе го поканиме тимот од Израел, кој беше тука на почетокот на трагедијата, да го даде и своето мислење за понатамошната грижа за овие пациенти. И уште еднаш да подсетам, протоколот предвидува сите повредени да се вратат во болницата од која се испратени на лекување во странство. На физикална терапија во болницата во Кочани во моментот одат 40 од повредените. И за сега не се знае колку ќе трае тој процес. Но оваа установа беше заборавена од властите и по оваа трагедија излегоа на површина немањето на медицински персонал, опрема и фактот дека со децении никој не мрднал со прст за инфраструктурниот изглед. Секако дека е план да се изврши одредени реконструкции не само на таа болница, туку на повеќе други болници во Република Македонија, затоа што во изминатиот период ниедна од здравствените установи не била чепната не само во поглед на инфраструктура, туку и во поглед и на опрема и во поглед на кадар. Моментално во Кочанската болница тоа што фали го надополнуваме од клинички центар од Скопје и од Коза. И после 2 месеци од трагедијата 18 пациенти се уште се на болнички третман, од кои 11 се во странство. Според лекарите тие имале посериозни повреди и ќе треба подолго време за нивно закрепнување. Пластична хирургија сега кај тие што се веќе заздравените, правиме и PRP на тие делови кои што се заздравени, кај што има нежна млада кожа, за неизина побрзо да кажам заздравување и да немаат поголеми лузни. Значи плазма богата со тромбоцити. Во трагедијата на 16 март 62 лица ги загубија животите, а околу 200 беа повредени, од кои 115 беа испратени на лекување во странство. Сења Димитровска, Сител телевизија.